Во понеделникот бевне во Скопје. Бевне два автобуси, негде 100 души. Бевне од 11 до 4 сато пред владава. Ниеден не се јави да излези, да не удостои, да кажи баравне средба или со премиерот, или со вице-премиерот, Кочо Анџуш. Не дојде ниеден да каже зафатен е, има работа, тука е, не е тука. Појдовни се вративне така, што стварно не уба слика. Или по наше, или нема решение за проблемот, или па неќе да го реша проблемот. Друго, трето, нема. Сега вака ние, што бараме прво и најосновно се придонесите. Придонесите се неплатени 6,5 години. И придонесите саканијќи владава, прибидејќи владава клава директори, значи 100% државно, знаете сите дека Еврокомпостот е 100% државно, значи мора да го реши владава. И отпремнината која што ни беше ветена на овие 154 души, ни дадоа само по 25.000 нас на 130, а овие 24 ни динар нема земена. Директорот се вади до сега, а требаше до 30 ноември 50.000 и до крајот на февруар уште остатоко. Се работи негде за 1.500 евра предика законски пари. Нажалост, тоа ништо до сега е. Тој нема што да кажи. Идите вие таму. Бега, се крија. Нема што да ви кажам. Не ја знаеме, верувајте, играва не ја знаеме која му е. Нас не ни преостанува ништо друго. А не се работи за големи пари за придонесите. За сите овие ние имаме изваено негде околу 1.000.000 евра само придонесите. А за другото, останатото, можеме да се договориме за останатите плати, за други работи. За 1.000.000 евра нешто фазла може за придонесите. Па сега дојдовме овде низ градов да протестираме. Мислевме дека градоначалникот е тука, сепак татко на градот е. Сепак проблемот е и најавивме, ама не бил тука чомите. Така ни рекоа дека не бил во градов, во државава. 2-3 пати му имаме пратено и писмо до владава. Да не одиме со автобуси, бараме средба, 3-4 да не викне, да можеме да се договориме. Сепак ако седниш, пак кога да е треба седниме да се договориме. И то одбива, на телефони му се јавуваме на таа представникот на општествениот капитал. И та избегава, го исклучува. Затоа ви кажувам, не знам која е играва ним. Нека кажа, не ви го решаваме, нејчиме, не можеме, се заврши приказката. Че овие луѓе што ги гледате се едноставно отпишани. Од државата сме отпишани, а ќе ви кажам и зошто. Затоа што упорно 10 дена и повеќе покушуваме да оствариме контакт со власта, со актуелната власт, со директорот на фирмата. Значи, едноставно како да не постоиме ние. Моментално тие 150 души сме отпишани. И не знаеме кој крај да го фајчаме, затоа може не треба овде да протестираме. Си рековме, некни во понеделникот бевме во Скопје пред владата. Меѓутоа никој не удостои барем 2 минути или да не излажеше, или да речеше в петок ќе ве примиме. Значи, ние едноставно не постоиме во оваа држава. 150 души сме отпишани. Понатаму ќе ги радикализираме протестиве, секој ден по 1 сат ќе ги продолжуваме протестите до решавање на проблем.